Општинскиот совет заедно со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со полицијата веќе подолг период спроведува активности кои што се насочени во подобрување на безбедноста во сообраќајот. Денеска таква активност има во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Председателе на Општинскиот совет Кавадарци, господин Лазов, кажете ни за каква активност станува и расте ли нивото на култура во сообраќајот? Да, како што рековте, денеска имаме активности, едукативна активност, таа ќе реализираме овде во училиштето, а потоа имаме превентивна активност, таа во соработка со полицијата ќе реализираме на улиците во градот. Денеска сме тука во училиштето со најмалите, најмилите, со нив ќе разговараме за потребата да се изучуваат сообраќајните правила и прописи, да се практикуваат. На некој начин ќе разговараме за тие елементарни сообраќајни правила и прописи, и ќе ги воведеме децата во тие во потребата да ги учат, да ги изучуваат. Сигурно дека децата во семејството минатата година во градинката разговара на таа тема. Еве и во текот на оваа учебна година сигурно темата сообраќај била присутна и во наставата во прво оделение. Меѓутоа ние како совет сакаме со децата да уште еднаш или на некој начин да дадеме придонес во насока на едукација на децата за сообраќајните правила и прописи. Децата се грижат на сите и затоа сите треба да дадеме свој придонес во изградување на еден среќен, убав детски живот. Меѓутоа децата во прво оделение всушност започнуваат и со изградба, така да речам, моделирање на нивната личност во смисла на воспитување, образование и така натаки. И тука сигурно дека треба да им се помогне во многу сегменти, затоа што они се соочува со повеќе предизвици прво оделение. Децата, училиште, учителка, настава, другарчиња, социализација и така натаки, се тоа предизвици кои се треба да ги совладат. Меѓутоа ние имаме нашата цел е да кон тоа дадеме и потреба од градување во совеста на децата, сколку е тоа на оваа возраст можно, да изградиме таа совест за потребата од изучување на сообраќајни правила и прописи, за да они полека во текот на основното образование па и почетокот на средното образование да се едуцират, да ги научат сообраќајните правила и прописи, да ги оформат тие навики кога се вклучени во сообраќај за правилно однесување и на тој начин ги изградиме личност одговорна личност, односно одговорен учесник во сообраќај. Значи тоа е идејата, е полека младите да ги оформуваме утре да станат како возрасни, да станат одговорни граѓани и се разбира со правилни и културни сообраќајни и други навики во животот и така. Ќе продолжиме понатаки да и со другите оделенија во другите училишта да работиме, значи денеска само прво оделение овдека со нив ќе разговараме со обраќајот. И сигурно дека нашата основна главна цел на советот е токму едукација на оваа младата популација. Вториот дел од нашата денешна активност е превенција, односно на улиците во Кавадарци во соработка со полицијата ќе разговараме со возачите, ќе видиме, ќе разговараме за користење на појасот, заштитниот појас, ќе му објасниме преку флаери и други некои работи кои ќе му ги поклониме, ќе ги подсетиме за потребата за користење на заштитни појаси, ќе им кажеме дека тоа е пред се за нивна заштита при евентуална сообраќајна несреќа и на тој начин ќе ги упомениме дека навистина треба да ги користат. Колку ќе успееме во тоа не знам, меѓутоа процентот на од досегашните анализи што ги правиме, процентот на возачи кои што го користат заштитни појаси е некаде 40, дури под 40%. Не задоволува тоа и затоа ќе продолжиме со оваа активност и понатаки со цел што повеќе возачи да опомениме, да ги едуцираме, да на некој начин им укажеме на тоа дека заштитниот појас е спас при евентуална сообраќајна несреќа, спас или заштита при евентуална сообраќајна несреќа. Така, со тоа ќе заврши днешниот ден, а од есен најавуваме
ако дај Боже децата дојдат, ако ја следат физичка настава, ќе имаме многу активности кои ќе бидат поврзани со едукацијата и реализирање на повеќе воспитно образовни сообраќајни активности. Безбедноста на децата во сообраќајот представува еден од приоритетите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. За жал, статистичките податоци покажуваат дека годишно околу 10 дечиња го губат животот во сообраќајни незгоди, а знаеме дека секоја загуба на човечки живот, а особено кога станува збор за загуба на детски живот, станува збор за ненадоместлива и тешка загуба како за семејството, така и за општеството. Токму затоа како совет, во соработка со Министерството за внатрешни работи и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, на ниво на цела држава, континуирано реализираме сообраќајни едукативни активности со цел да ги научиме децата за основните правила и прописи во сообраќајот и истовремено да ги научиме за тоа како да ги препознаат ризикот и опасностите во сообраќајот. Искуствата од земјите кои што покажуваат најдобри резултати на полето на безбедноста во сообраќајот покажуваат дека сообраќајната едукација, културата, навиките на однесување во сообраќајот се учат токму од најмали нозе и токму затоа преку една континуирана едукација наша цел е на еден подолг рок да ја промениме културата во сообраќајот, а со самото тоа да предонесеме за побезбеден сообраќај. Светските искуства покажуваат дека најдобри резултати во безбедноста во сообраќајот се постигнува преку комбинација од превентивни и репресивни мерки и токму затоа и ние како држава постојано го реализираме овој концепт.